Непрофесионални и непромислени изјави кои може да ја ограничат слободата на говор и да ја загрозат безбедноста на новинарите и медиумските работници. Остри реакции од дипломатските представништва во земјава, како и меѓународните новинарски организации за скандалозните изјави на премиерот Ковачевски и лидерот на ДУИ Али Ахмети, кои навредливо и дискредитирачки ги етикетираат телевизиите Алфа и Телма. Од делегацијата на Европската унија во Македонија велат дека внимателно ги следат случувањата во медиумскиот сектор кај нас, вклучително и јавните изјави и реакции во изминатите неколку дена. На медиумите мора да им се дозволи да ја вршат својата работа самостојно, ослободени од каков било притисок или мешање или действија што можат да доведат до самоцензура или загрозување на новинарите. Од меѓународната новинарска организација Репортери без граници велат дека Македонија е рангирана на 57-то место во светскиот индекс на слободата на печатот. Оттаму предупредуваат дека политичарите, особено оние на власт, мора да се воздржат од етикетирање на медиуми. Сметаме дека политичарите, а уште повеќе оние на власт, мора да се воздржат од етикетирање на медиумите како непријатели и од неосновани обвинувања. Доколку имаат забелешки против работата на медиумите, треба да поднесат представки до регулаторните и саморегулаторните тела. Со реакции од мисијата на Организацијата за безбедност и соработка во Европа ОПСЕ, со која токму Македонија во моментов претседава. Оттаму велат дека медиумите имаат клучна улога за слободни општества. Слободните и плуралистички медиуми кои уживаат максимална уредувачка независност имаат важна улога во слободни и отворени општества со одговорни системи на владење. Нашата мисија е силен поддржувач на слободата на медиумите во Македонија. Меѓународните организации и дипломатските представништва согласни. Политичарите и јавните личности мора да се воздржат од прозивки и етикетирање на медиуми. Нивните реакции следуваат откако лидерот на ДУИ зборуваше за Алфа и Телма како непријатели на албанците, а Ковачевски го надополни со навреди од типот дека станува збор за телевизии кои наликуваат како партиски центар за комуникации, односно трговец со енергенци.